На хартија рамноправни, во пракса тепани, регионот слави уште еден ден на жената идентичен како и многу досега. Статистиките кои одразуваат реалната положба на жената во источниот дел на државата се поразителни. Според нив, 75% од жените овде работат во непосредното производство со плата од 12.000 денари. Дури 16% од слободното време го минуваат во чистење на станот, а неверојатни 90% се жртви на некаков вид на семејно насилство. Во моментот кога ќе помине целиот тој процес и дека кога ќе се дојде до процесот на судска разрешница, статистиките покажуваат дека најчесто, кога се работи за кривично дело семејно насилство, превладуваат алтернативните мерки за разлика од казните. 57% се алтернативни изречени мерки, за разлика од 43% кои што се казни при кривично дело семејно насилство. Според законите на жените им се дадени еднакви можности како и на мажот, но прашањето е колку пречки повеќе и се ставени на жената, а колку олеснување на мажот во остварување на правата. Имено, бројот на дипломирани жени е 58% од вкупниот број на дипломирани студенти. Процентот на жени магистри е 58,9% од вкупниот број магистри. Бројот на жени доктори на наука изнесува 111. Нова пракса во парламентот и во локалните совети има квота 30 до 35%, но имаме градоначалнички во само 6 од 80 општини. Во надзорните и управните одбори каде се донесуваат одлуки, жените се во минимален процент, а во дипломатијата нема ниту 10% жени. За зголемување на овие проценти, Кочани и Делчево денес ја потпиша Европската повелба за рамноправност на мажите и жените и се обврзаа за нејзина имплементација. Еднаквоста помеѓу жените и мажите е право и придобивка на секое демократско општество. Потпишувањето на ова Европска повелба значи дека и суштински ќе се залагаме за родова еднаквост. Со овој чин на потпишување Делчево влегува во партнерство со 1450 потписнички во 33 европски земји. Повелбата е преведена на 28 јазици и таа е единствен документ воспоставен во тесна соработка со националните асоциации на Советот на европски општини и региони. Потпишувањето на повелбата денес е од голема важност, но уште поважно е правилата и принципите кои ги содржи оваа повелба за рамноправност понатаму да се имплементираат во сите институции и организации на територијата на општината која е потписничка на оваа повелба. Во текот на народно-ослободителната борба во редовите на партизанските одреди се бореле повеќе од 100.000 жени, од кои околу 25.000 биле убиени. Кои во текот на народно-ослободителната војна рамо до рамо со посилниот пол мажите се рамноправно бореа за денешната слобода. Сега се наоѓаме пред бистата на Вера Цирвири Трена, а Штип има дадено и други борци жени за слобода на Македонија. Мегдан за подобрување на условите има многу, но како и секоја година и оваа меѓународниот ден на жената кај нас се сведе на пригодна манифестација. Имаме едно мало коктелче, но тоа е чисто ради пажња, али многу сме задоволни затоа што дечењата ни се сега во посета и ни поклонија по еден цвет. За мене е само празник еден цвет и да се дружиме и да оставиме традиција на младите да знаат да го почитуваат како мајките, така и другите луѓе. Не изостана ниту вниманието од посилниот пол. Сакам да искористам ова прилика да го честитам овој празник на сите наши дами во општина Штип и да посакам да бидат активно вклучени во идниот период во развојот на општина Штип и на Република Македонија. 8 март е денот кој што ја означува борбата на жените за политичката, економската и социјалната равноправност со мажите. Денес жените се еднакви во донесувањето на одлуките и во действувањето на сите значајни сфери во општеството, но исто така тие се значаен фактор во враќањето на правдата и праведната држава. И од името на пензионерите им го честитаме празникот 8 март на жените. Да има добро здравје, добро среќа и се најдобро во ова 2018 година. Инаку традицијата на славење на 8 март датира од 1908 година, кога жените се одважиле да побараат 8 часа работно време и еднаква плата, односно зголемување на дневницата. Работи кои на голем број жени им недостигаат и денес.